Искршени прозорци, оштетени скали, мувла и руинирани ходници. Така до пред само неколку месеци изгледаше спомен домот на Разловечкото востание, кој се смета за прво организирано востание на македонскиот народ за слобода. Денеска сликата е поразлична по завршената ревитализација на објектот. Во селото, каде пред век и половина била запалена искрата на националното ослободување, свеченоста за одбележување на 150 годишнината ќе се одржи во целосно обновен спомен дом, во присуство на премиерот Христијан Мицкоски, министерот за култура Зоран Љутков, како и повеќе министри и представници на институциите. Тие ќе им одадат почит на македонските востаници, кои во 1876 година ги положиле своите животи за ослободување на татковината од османлиско робство. И ќе сведочи за едно многу убаво време, за еден многу убав настан кој што се случил пред век и пол и кој што сведочи за македонштината, кој што сведочи за борбата за слобода и кој што сведочи за првиот обид за формирање на македонска држава. Тоа е прво македонско востание на територијата на Република Македонија и прво востание и според мене најважно востание во државата, кое што мора да се афирмира, кое што мора да му се крене самиот публицитет и секако дај Боже еден ден да стане и државен празник. Обновата на објектот е капитален проект од годишната програма 2026 на Министерството за култура и туризам, вреден околу 21 милион денари. Со години објектот пропаѓал поради влага и оштетување, а дел од експонатите исчезнале. Се менува буквално се. Најголем проблем кај овој објект беше дренажата, односно имаше влага и правеше, затоа и подот всушност бил толку руиниран од дренажа, од менување на покрив. Најголем проблем ни зададе барањето на соодветен материјал покривен, кој веќе не се произведува, затоа што овој објект е од 81-а, односно почнате 1976 да се работи и азбестниот материјал, затоа што е веќе забранет, не можевме да го најдеме, го нема во производство во Македонија, еквивалент, односно на тој материјал, буквално изведувачот ја преора Европа за да најде соодветен материјал, материјалот е најден во Австрија. Под мотото Искра за вечна слобода на македонскиот народ, во Делчево цел месец со низа активности се одбележува век и половина од Разловечкото востание. Во рамки на програмата се организирани научни трибини, концерти, историски часови, ликовна колонија и литературни конкурси, а се промовира и поштенска марка посветена на 150 годишнината од Разловечкото востание.